Денеска православната црква ги празнува рождеството на светиот Јован Крстител Иванден и светиот Никита епископ Ремесијански. Рождество на свети Јован Крстител Иванден. 6 месеци пред своето јавување во Назарет на Пресвета Дева Марија, Великиот Гаврил, Архангелот Божји, му се јавил на првосвештеникот Захари во Ерусалимскиот храм. Пред да го објави чудното зачнување на неискусомажната девица, Архангелот го објавил чудното зачнување на бездетната старица. Захари не им поверувал веднаш на зборовите на гласникот Божји и затоа јазикот му се врзал немило и останал нем се до 8-миот ден од раѓањето на Јован. Во тој ден се собрале роднините на Захари и на Елисавета заради обрезување на младенецот за да му стават и име. Па кога го прашале таткото какво име ќе му се даде на синот, тој, бидејќи нем, напишал на една штица – Јован. Во тој миг му се одврзал јазикот и тој почнал да зборува. Домот на Захари бил на една од височините помеѓу Витлеем и Хеврон. По целиот Израил се разнело глас за јавувањето на ангелот Божи на Захари, за немилиот случај и за одврзувањето на неговиот јазик во часот кога го напишал името Јован. Гласот за тоа дошол и до Ирод. Затоа Ирод, кога испратил луѓе да ги исколат децата во Витлеем, испратил луѓе и во Ритскиот крај, во домот на Захари, да го убијат и Јована. Но Елисавета благовремено го засолнила детето. Разјарен поради ова, царот Ирод испратил джелати во храмот каде што служел Захари, оти на Захари повторно му паднала жрепката за служење во Ерусалимскиот храм за да го убијат. Захари бил убиен помеѓу притворот и храмот, а крвта негова се згрутчила и се скаменила на плочите и останала така како постојан сведок проти Ирода. Елисавета со детето се скрила во една пештера, каде што наскоро починала. Младенецот Јован останал во пустината сам, на грижа на Бога и на ангелите Божји. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј.
Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Светиот Никита, епископ Ремесијански, другар и врсник на светиот Павлин Нолски. Изгледа дека бил словен и како таков дека го проповедал Евангелието меѓу словените во областа Нишко-Пиротска. Каква промена направил меѓу словените, најдобро покажува песната што Свети Павлин му ја испеал на Никита. Каква промена и како среќна. Дотогаш непроодни и крвави гори сега кријат разбойници обратени во монаси, питомци на мирот. Каде што имаше зверски обичаи, сега таму има лик ангелски. Праведник се крие во пештера, каде што порано живееше злотвор. Престолнина на светиот Никита му бил градот Ремесијан, под кој некои луѓе го подразбираат Пирот. Покрај својата мисионерска служба, Свети Никита има напишано и неколку книги, и тоа 6 книги за верата и книга за девојката која паднала во грев. Свети Никита се упокоил во 5 век. Дека Свети Никита бил словен и дека живеел во Пирот, тврди светиот Филарет во книгата Светители на јужните Словени. Достойно ест Јаково истину, блажити тя Богородицу, присно блаженую и и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, Богородицу, тя Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец.